Благодарам, почитувани представници на медиумите. Денешната пресконференција ја организираме за да споделиме со јавноста информации за новите заплени на нелегални цигари и тутун, кои во рамките на своите редовни активности ги изврши Царинската управа на Република Северна Македонија на граничните премини Табановци и Богородица. Притоа сакаме да информираме дека во две одделни акции се запленети вкупно 16,5 тони цигари и 13 тони тутун во лист, наменети за нелегална продажба на македонскиот пазар. На граничниот премин Табановци со соседна Србија на ден 28.5.2019 година царинските служби при контрола на товарно моторно возило со српски регистарски таблички пронајдоа 1000 пакети нелегални цигари со вкупна тежина од 15.000 килограми. Во секој пакет има спакувано по 50 штеки или вкупно 10 милиони парчина цигари. На истиот граничен премин на 24.5.2019 година е откриено и комбе со српски регистарски таблички со 102 пакети со нелегални цигари со тежина од 1500 килограми или вкупно 1 милион парчина цигари. Станува збор за цигари со кинеска марка Ашима Luxury Size и Marble Deluxe. Се проценува дека истите доаѓаат од друга земја, каде постои фабрика за производство на цигари во собственост на кинеската компанија. На граничниот премин Богородица со соседна Грција на 16.6.2019 година, околу 18 часот, царинските служби на Република Северна Македонија на влез во царинското подрачје на државата запленија товарно возило со македонски регистарски таблички во кое се откриени 130 картони од тутун во лист со бруто тежина од 14.300 килограми, односно 13.000 килограми нето тежина. Возилото било пријавено дека пренесува хартија, но при направената проверка било утврдено дека е натоварен со тутун во лист. Истиот бил наменет за нелегална продажба како режан тутун на домашниот пазар. Против сторителите се поднесени соодветни кривични пријави. Доколку цигарите, односно тутунот, се најдеа на домашниот пазар, со оглед на тоа што станува збор за акцизни добра, државниот буџет на име царина, акциза и ДДВ ќе беше оштетен за отприлика 1 милион евра, односно над 64 милиони денари. Средствата кои се одземаат од џеповите на граѓаните, а треба да бидат искористени за подобрување на нивниот стандард и обезбедување на подобри услови за живот. Цигарите и режаниот тутун се акцизни производи за кои се плаќа акциза. А кога ќе се најдат во малопродажба, истите мора да бидат обележани со контролни марки. Контролните марки се потврда дека за тие производи се платени акцизата и останатите давачки на државата, но и дека е извршена и контрола на квалитетот. Акцизите учествуваат со околу 22% во вкупните даноци кои ги прибира државата, а во буџетските приходи акцизите учествуваат со 13%, од кои над 5% се од цигари и тутунски производи. При тоа треба да се има во предвид висината на буџетот од 3,4 милиарди евра и со ова се гледа дека станува збор на значаен извор на приходи. Токму поради огромните штети од нелегалната продажба на овие царински добра, Царинската управа на Република Северна Македонија во координација со други надлежни државни институции спроведува постојани акции за сузбивање на нелегалната продажба на тутунот и тутунските производи, а секако така ќе продолжиме и во иднина.